Со двајцата цимери Боби и Боби, ќе играме се една игра, спремни се дечки, знам, ама не ви кажавме што точно треба да правите. Значи, јас ви кажувам еден збор. Прва асоциација, прво нешто што ќе ви текне, треба да го напишите на листовите што се наоѓаат пред вас. Може да почнеме, спремни сте? Чекај, значи Боби не сака да препишуваш, најверојатно затоа вака малце се сврти со грбот. Ја одбра розевата? Ти шо одбра плаво? Добро. Може да почнеме? Спремни сте? Психички? Ритуал, нешто претходно? Шо те закача, Боби? Ке види после у соба. Ке го видим у соба. Спремни сте, значи, окей. Прва асоциација. Гоце Седловски. Да му бројам? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Добре. Ја не можам да прочитам. Борба, агресија. Јако. Тренер. Втор збор, Скопје. Младиот одма пишува, повозрастниот мисли. Нели? Мисли, размислува. Бреме? 5, 4, готове, добро. Значи, Грне, омилено место за живот? Главен град и Вардар. Кој е победник? Ајде да слушаме. Ајде видиме кој е победник. Кој е победник? Трет збор. Добро збор. Козметика. Да му бројам. 3, 2, 1, 0. Нема. Следен. Ај, се ово е јако. Ај, прво Грне прво. Шминка и пудро. Шминка, победник сум. Не може козметика со хигиена, али добро е. Ајде, следен збор. Детство. Готово? Ајде, Грне. Игра пред зграда. Кои игри ти најчесто си ги играл? Па имаше граница, имаше камај, имаше план. Радост, играње, лудори. Ти кои игри најчесто си ги играл кога си бил онака 5-6 години? Цело време. Фудбал. Сега сите на телефони, сега никој не излегува през града ги... А си играл жмурки? Да. Изгоре лунчето, претече млекото. Тоа романе го нема. Жив, да, тоа беше игра. Не, тоа, например, сега сме 20 души, еден жмури и ние се криеме и тој треба да не го забележиш, например, јас сега ти жмуриш и ја да те добрам без да ме видиш ти. Идеме со следно. Вардар. Ајде, Грне право. Река, клуб, љубов, титули. Колку титули оваа година? Се надевам 2. Гордост, историја, најголем клуб. Зошто сега, например, гордост тебе ти е прв збор? Па, мислам дека секој од Македонија, секој спортист од Македонија треба, мислам, ќе биде горд ако биде во Вардар, бидејќи тој е најголемиот клуб еден од најголемите клуби во Балканот, најголем клуб во Македонија. Може следно? Мислам дека има уште една или две. Репрезентација. Имам пак еден збор, што го кажав преска, успех, гордост и уживање. Тоа гордост бидејќи представуваш и уживање, со така уживаш кога си во репрезентацијата и горд си што ја представуваш Македонија фактички кога играш утакмици. Имаме гордост, успех и емоција. Како што кажа гордост, не познавам некој спортиста, не само Македонија, него било каде кој што не сака да игра за својата држава.
успех со репрезентацијата кој ќе ја направиш, мислам дека тоа е најголема сатисфакција за еден фудбалер и емоција кога ќе се наполни градски, кога ќе се пее химната на Македонија, мислам дека едино тогаш доживуваш, како да кажам, у телото такви емоции што на ретко клуб може да ги доживее. Ајде сега, уште 2 збора имаме. Музика. Не, ти прв. Талент, играње, забава и атмосфера. Јас имам талент за играње, за пеење немам. Талент, играње, забава и атмосфера. Со 4 збора. Ајде, сега Грне. Првото мене што ми текна на музика, да кажам дека играњето на Боби во собликувањето. Мислам дека може. Кажав нешто, се сеќавате на претходното интервју, кажав нешто, ако освоиме титула, вие можете да влезете, кога ќе освоиме титула него, вие можете да влезете од Вардар ТВ и тогаш ќе играм и ќе снимате. И уште еден збор. Топка. Ајде, Грне, интересно напиша нешто. Никогаш да не ја подцениш дека секад лошо враќа. Така да сакам да кажам, кога си најсигурен во неа и ако не си 100% сигурен, секогаш ти враќа со лошо. Ајде, така ти размислува. Мене представува фудбал, емоции, живот и амбиција. Емоции, бидејќи фудбалот ми е се, за фудбал живеам и нормално имам емоции и амбиција да успеам во животот. Зашо топката е округла, а не коцкаста? Тоа прашајте. Тоа што измислил. Добро, сега да имаме некаква одјава или ќе бираме кој беше подобар во... Нерешено? Ај, нерешено за после да не се карате. Супер. Бобан Грнчаров, Бобан Николов, вардарци, фудбалери, двајца цимери. Што имаа да кажат еден за друг? Гледаме сега. Па прво да кажам дека од кога дојде, јас сум малце постар од него, видов дека е као дечко одличен, карактерно си одговараме, ја малце поише зборам, поише да кажам наредувам, он поише слуша. Има и мани, има и добри работи као секој нормален, мислам да кажам, као спортиста. Доста време сме у карантин. Да кажам, на кој ќе ми падне првото име, кој кажам за Боби, прво ми е дека е многу, да кажам, позитивен. Играњето му е пред све, не мислам фудбалско, него играњето на музика, мислам дека е феноменален. По цел ден е на телефон, ностоп се расправа, се кара со некој, не знам ни со кој него ни прашувам, така да као цимер ми е перфектен. Па, позитивен цимер. Сака да има дисциплина многу. Јас сум така како помал, не сум толку дисциплиниран, признавам. Цело време сака да биде се педантно како што треба. Позитивен е, цимер со него веќе 8 месеца, 9, кој дојдов тука. 8-3 месеца ме зеде он така како постар, ми дава совети цело време, ме бодри, ми дава како да играм некој пат како поискусен и така, правиме мове цело време. Па нема, по принцип, јас станувам пред него, младите од нешто време спијат повише, јас станувам некај 7-7:15, правам шетам, доручкувам, се враќам у собата, он се буди некај 9-9:30, така да ја мора да се вратам у собата да го разбудам. Си легнува рано, 11 сат, 10:30, веќе не можам да спием, него почнува да речи. И се буди многу рано, 7-7:30, не ме вознемирува. Некако ќе ми беа капитен на мојата репрезентација, така да сака мене што побрзо да ме однесе у пензија за да биде капитен на Вардар.